Ивона Зотевска, радиоводителка. Приказната започна 2009 година, 26 години имав тогаш. Почна трнење во едната нога и не ми беше јасно што се случува. Речи си 2 декади живее со мултиплекс склероза. Еден ден изгледа многу лесно, ама е многу тешко. Ние се соочуваме со различни симптоми. Јас се борам со хронична инсомнија. Таа многу потешко ми дозвола да функционирам во текот на денот, ама сепак се трудам да функционирам нормално. За Ивона, мултиплекс склероза не е дефиниција, туку причина да се продолжи борбено во животот. Тоа што сум била вчера не можам да бидам денес и тоа што сум денес не можам да бидам утре. Така да мислам дека целта на живењето воопшто е да се надоградиме и да растеме и во било кој поглед да бидеме поинакви од тоа што сме биле вчера. Диагнозата не ја спречува таа постојано да се надоградува. Ми помогна многу моите родители, мојот брат, семејството, сопругот, децата и помагаат секојдневно. Тоа е. Не дозволив да се затворам, многу социјална личност сум и многу ми е важен социјалниот живот. Пријателите, тие што си се вистинските остануваат за секогаш. Најблиските и се поддршка во секојдневната борба. Валентин Петрески, телевизиски водител и пријател на Ивона. Ме инспирира со незината борбеност, со тоа што никогаш не се откажува и што секогаш сака да пробува нови работи. Валентин Петрески е еден од незините најдобри пријатели. Се познаваат повеќе од деценија и хуморот им е заедничка особина. Ивона е човек кој што да сака многу да се шегува, од друга страна е премногу реална. Ако нешто мисли да ти каже, ќе ти каже и тоа јас многу го почитувам бидејќи нема ништо позади грб, што мислам дека денеска е се поретко. Сериозните работи знае на шала да ги сврти и буквално да ги каже како тоа е тоа, сега се носиме со таа ситуација и одиме понатаму и цело време нешто експериментира и нешто ново измислува, се посветува на рачна изработка на сапуни, на накит, на се останати работи, си дава некои нови предизвици, например и радиото. Собствената борбеност, љубопитност, креативност и ведриот дух и се воделки на Ивона. Ивона поминала низ сито и решето и низ секакви испитувања кои што се баш болни. Мислам дека тоа ја направи Ивона многу појака и да биде она што е денес. Така да во денешен аспект, од денешен аспект на Ивона би рекла само напред. И како што кажувам секоја среда, грижете се за себе и за сопственото здравје, исто онака како што се грижите за своите најблиски. Се слушаме наредна среда. Чао, чао од мене. Видеосеријал на лице в лице за луѓе што ја живеат промената.